Драги студенти, драги наши гледачи, добродојдовте во деветата епизода од емисијата Студентски пулс. Денеска во оваа епизода и ова издание ќе можеме да направиме една дискусија, еден разговор помеѓу тројца студенти кои што се од три различни факултети. Да видиме како е да се биде студент од тие три факултети и со кои предизвици се соочуваат студентите на тие факултети. Заедно денеска со мене во студиото е Адам Стојановски, кој што ни е студент на Природно-математички факултет и председател на факултетското студентско собрание на Природно-математички факултет. Потоа имаме Иларија Димулкова, која што ни е исто така председател на факултетското студентско собрание на Правен факултет, студент на Правен факултет на Политички науки, и потоа го имаме Александар Власов, кој што ни е студент на Стоматолошки факултет, трета година и делегат во факултетското студентско собрание на Стоматолошки факултет. Дечки, добро дојдовте и како сте за почеток да ве прашам? Добро те најдовме, Филип, одлични сме. Добро да најдовме, цел ден на предавање. Цел ден на предавање, расположени. Јас искрено се надевам дека ќе преку оваа дискусија, овој разговор ќе успееме да ги доближиме реалната слика за факултетите на кои што се наоѓате вие, на кои што студирате. Со тоа што малце ќе видиме како е на Стоматолошки, малце на Правен, малце на Природно-математички факултет, така да имаме некако од општествен кампус, од природните науки, мислам дека ќе имаме една интересна дискусија и убав разговор. Јас за почеток би почнал со Адам Стојановски. Адам, за почеток сакам да те прашам како е да се биде студент на Природно-математички факултет и насоката медицинска физика на која што ти студираш. Ти благодарам, Филип, за прашањето. Навистина, да се биде студент во општо науки, па и на Природно-математички, конкретно на насоката медицинска физика, представува предизвик пред се, но е интересно затоа што наоѓа доста голема примена, како и многу други насоки на факултетот. За самата насока, бидејќи често кога разговарам со колеги или општо со било кој, често не се знае таа насока, иако е доста важна и во здравството, и во индустријата, и така натаму. Започнува од основа, од доста математика, логичко размислување, решавање на задачи, после тоа наоѓа примена во основните делови и сегменти на физиката и со текот на студиите, со текот на годините на студиската програма се достигнува до предмети кои што наоѓаат примена во медицината, нели веќе од класично размислување преминуваме во квантно размислување, тука нели се дополнително се изучуваат делумно биологијата и хемијата, понатаму преминуваме во предмети од медицината, физика, пример физика на радиотерапија, биофизика, радиациона физика, дозиметрија, спектроскопија и се она кое што навистина би нашло примена во здравството. Така, затоа што нели медицинска физика е предмет кој што е на Природно-математичкиот факултет, не е на медицински факултет. Сметам дека средношколците па и нели идните студенти се помалку запознаени со програмите фактички на Природно-математичкиот факултет па и програмата за медицинска физика, така да јас се надевам дека преку овој разговор веќе може да мотивираме и да запознаеме некои од матурантите доколку ја гледаат емисијата дека навистина ПМФ како факултет нуди широк спектар на полиња во природните науки на кои што ќе можат академски, професионално или да се усовршуваат. Ти благодарам, Адам. Понатак одиме со Иларија, таа ни од општествен кампус, од правниот факултет. Иларија, што те мотивираше тебе ти да го избереш правниот факултет и политичките науки конкретно? Што конкретно ме мотивираше од рани години, дури од средно па и претходно сум била вклучена во општествените процеси, пред се во проекти од невладини организации и слично, и со тој некој природен пат, да речам, сум дошла до општествените науки, конкретно јас сум на политички студии. Ме интересирало и ден денеска дали ме интересираат повеќе, да речам, области, филозофија, социологија, право и така натаму, и нели едно, да речам, се што ги собира тие области се политичките науки и се едни од најважните за нели покрај правото за организирање на општеството како што го знаеме денеска, па и претходно, така што ето тоа било некој природно сум се насочила на така.
Така. Како велат дека политичките науки може би си движечка сила во општеството, тие го трансформираат, прават големи трансформации, така да ете, како и за Адам, колку што напоменав за природно-математичкиот факултет, така и за правниот, конкретно и за политичките науки. Мислам дека има се помалци студенти од година во година, па така еве нека биде ова еден апел да можат да го разгледаат во прилог, да ни останат студентите овде, да ги задржиме овде, да не ни одат во странство, затоа што јас мислам дека Универзитетот Свети Кирил и Методи е како квалитетен со толку многу висок академски кадар, па нека биде ова еден апел да се запишаат студентите токму на правниот факултет, можеби на политички науки, па Политички да ги науки, следат новинарство, односи со јавност. Така. А сега од другата страна, тука нели имавме ПМФ, правен, сега имаме стоматолошки факултет. Александар, ти си студент во трета година, како што кажав на почетокот. Кажи ми, зошто одлучи да студираш токму стоматологија и го одбра стоматолошкиот факултет? Фала ти, Филип, на прашањето. Зошто токму јас го одбрав стоматолошкиот факултет е заради тоа што јас уште од моите средни денови, училишни денови, бев како забен техничар. Но не се пронаоѓав баш во тоа и сакав нешто повеќе. Ми одеше биологијата и хемијата, па така решив тие биолошки науки да ги свртам малце кон медицина, па затоа го одбрав стоматолошкиот факултет, затоа самиот јас се гледав во некој бел мантил, сакав да направам некој имидж за себе, ми се свиѓа самите студии и затоа го одбрав факултетот. Самиот факултет дава можност да учиш многу работи од медицината и од човечкото тело, но покрај тоа исто така нас многу ни се битни и самите заби, или како што ми е насоката, и друго што можам да кажам, тоа е тоа отприлика вака за факултетот. Така, јас искрено се надевам за сепак стоматологијата, особено затоа што сега има нели многу полемики, дилеми се водат, стоматологија, дентална медицина, тоа е фактички едно. Стоматолозите се доктори по дентална медицина. Аз потврдувам дека вие како студенти по дентална медицина на стоматолошкиот, голем број од предметите ги слушате и на медицинскиот факултет, така да и со право си го носите префиксот нели самото звање на доктор. Добро ти благодарам, Александар. Одиме понатака кај Адам. Адам, ти нели си председател на факултетското студентско собрание, заменик председател на универзитетското студентско собрание, па со тоа си во самото си вклучен во студентскиот активизам. Мене ме интересира со кои предизвици најчесто се очуваат студентите на природно-математичкиот факултет. Ти благодарам за прашањето. Првично ќе започнам со еден можеби генерален сегмент, меѓутоа важи и за ПМФ. Она кое што на почеток, уште на старт при уписи во прва година, првиот семестар, вториот, првите сесии, главниот предизвик е градењето на дисциплина, на конзистентност, бидејќи нели се добива тој распоред, веќе тука е тој премин од средно образование кон високо образование, каде треба да веќе е време да се научиме да се организираме својот ден, својата недела, месец и така натаму, со тоа што би постигнале и да одиме на предавање и да ги исполниме сите обврски околу нумерички, лабораториски вежби, колоквиуми и сепак да не остане време и за одмор и за дружба. Тоа е еден прв чекор кој е многу добро уште од старт ако се направи таква конзистентност и ако се изградат такви здрави навики. Понатаму, можеби дел и ова би било генерално, меѓутоа на ПМФ поголем дел од студентите се од друг град, па често може и да е тоа проблем во смисла да не се од Скопје, па треба да живеат во стан под кирија, да живеат со цимери, да живеат во студентски дом, нова средина е, треба да се научат, нели, нов град, треба тука да се стекне некоја друга навика. Друга работа која што исто така треба да ја напоменам, бидејќи како председател на факултетско студентско собрание е измината речиси една година, она кое што јас кога се запишав на факултет недостасуваше комуникација со факултетот, недостасуваше, барем јас така и мнозинството го гледавме, недостасуваше простор каде ние би се обратиле за некаков проблем. Со доста напорна работа можам да кажам дека во последнава година се многу работи подобрени во тој сегмент. Имаме доста добра комуникација и со факултетот, и меѓу колегите,
Секојдневно добиваме известувања за секакви, дали се административни рокови, дали се настани, организирани се многу активности, доста работи се направени и да се крене студентскиот стандард на факултетот и нели да сватиме дека покрај тоа што ние сме дошле тука за диплома и за знаење, ние на крајот на денот ќе бидеме и академски граѓани, а со тоа треба да сме активно вклучени во општеството. Така, се согласувам апсолутно со се што кажа, затоа што баш така го срочи од почеток па се до денешницата и до нели и текот на твојот мандат. Јас сега би се надоврзал како што Адам го прашав со кои нели предизвици ни се соочуваат студентите на природно-математичкиот факултет, на правниот со кои предизвици се соочуваат студентите? Пред се ќе се согласам со Адам. За оние општи работи со кои што студентите се соочуваат како предизвик. Тука нели ги вклучуваме и патувањата од другите градови и додуша комуникацијата со деканатот и со службите на нашиот факултет апсолутно треба да се пофали. Од секогаш сме имале поддршка, позитивна комуникација, така што не би се пожалела од тој дел никако. Мислам дека е случај на сите факултети во Македонија во однос на студентскиот стандард, можеби инфраструктурата која што е достапна, не знам како е со нивните практични, веројатно имаат и лаборатории и слично, меѓутоа предавални и такви работи, инфраструктурата можеби ќе одвем како предизвик. Знае понекогаш да е многу ладно во зима или да е многу топло или слично. Од тој аспект треба нели да се вложи, ако не е мала инвестиција. Дигитализацијата ни останува како предизвик, не само направен, туку на цел универзитет, во однос на пријавување испити, чекање долги редици, правена познат по тоа, чекање редици на студентски прашања, така што тоа би го издвоила. Инаку во однос на можностите за подоцна за вработување, зодење на пракса и слично, мислам дека постојано има позитивна промена. Така. Континуитетно има позитивна промена. Искрено би се согласил и нели со предизвиците како што ги спомна на почетокот и превозот и тоа, но со тоа се случува секој студент еден кој што дошол да студира нели го напуштил своето родно место за да може да се образува во поголем град како што е Скопје во овој пример, и исто така како што напомена со инфраструктурата, со дигитализацијата, па и ова нека биде еден апел, да биде нашиот глас преку кој што се надевам дека ќе допре до институциите и до надлежните со кои што ќе може тоа да се изреагира. И јас искрено се надевам затоа што во последно време одиме нагоре и мислам дека истите нели услови ќе се подобрат и ќе имаме промени од тој аспект за подобрување на самиот студентски стандард, нели. Ти благодарам, Миларија. Александар, ги слушнавме нели предизвиците и на природно-математички и на правен, кои се предизвиците на стоматолошки факултет? Фала ти на прашањето. Што би можел да издвоам кај нас е тоа што самите студенти кога се упишат на студиите на стоматолошкиот факултет се соочуваат со многу интензивна програма, доста предмети во еден семестар, каде што се вклучени самите нели дел од вашиот медицински факултет, со тоа што имаме и стручни предмети. И сакам да им дам еден совет на моите колеги и колешки идни, да не се обесхрабруваат, дека на крајот ќе се снајдат. И друго што можам да издвоам е дека на другите факултети гледам дека имаат пример некои места каде што се дружат, пример како некој бифе или таква некоја работа, доколку кај нас тоа е малце недостаток. Колегите обично после предавања или вежби немаат место каде што можат да учат, да се дружат и така натаму. Друго што можам да кажам, се согласувам исто со Адам и со Иларија, и тоа е тоа.
Така, затоа што студираме на ист кампус, како што го спомна делот, со самите студентски дружби, нели, кои што баш искрено немаме многу места, имаме неколку локални кафичи во кои што најчесто ги посетуваме, за разлика пример самите факултети, ќе го земам за пример општествениот кампус кој што има исто така бифета на кој што може да нели да се дружат, да се собираат, да измеѓу паузи кај нас тоа малце отежнато, и јас се надевам дека можеби ете понатака преку некоја иницијатива, дали би било студентска или понатаму нели преку самите служби и факултетите би можело да се направи некое картче за каде што ќе можат студентите на медицинскиот кампус да се дружат и да имаат место каде што ќе можат да го поминуваат своето слободно време измеѓу предавања и вежби. Одиме понатака. Повторно со Адам. Адам ми интересира колку практичната работа, лабораториите и истражувањата се важен дел од студиите, односно конкретно и од твоите студии, па и од студиите општо на природно-математичкиот факултет, затоа што сме свесни дека особено природните науки даваат голем и широк спектар за научни истражувања и за научно-истражувачка работа. Па дали можеш нешто повеќе околу тоа да не запознаеш? Многу е важна практичната работа, многу се важни и лабораториите и целата научно-истражувачка дејност, која што заради својата важност е вклучена уште во самите програми, во студиските насоки, во акредитациите. Исто така праксите се задолжителни, зависно нели во студиските програми дали секоја година или има некоја отстапка. Меѓутоа покрај лабораториите и лабораториските вежби кои што ги имаме скоро секој семестар по одреден број предмети, како што кажав, одиме на пракса и она што треба да се поздрави и да се пофали, од изминатава година па до денес се работеше интензивно на ревизија на договорите со сите соработници, компании, институции со кои се склучени договори за пракса, се склучуваат нови договори. Со тоа би ги поздравил нели институтите и Центарот за кариера при факултетот, затоа што сега останува секако ако некој студент има желба да оди во некоја друга институција, може и тоа да се направи, но важно е дека моментално ние како студенти на факултетот добиваме насоки и административниот дел е завршен. Ние треба само да се извршиме праксата, нормално таму каде што ќе не примат, и да го завршиме тој сегмент. Важна е и теоријата, но уште поважна е и праксата, нели да се примени таа теорија за понатаму да се вложиме во научно-истражувачката дејност, која што итекако има од кој да ја научиме, бидејќи ПМФ моментално во изминативе години важи за лидер во научно-истражувачка работа, во бројот на научно-истражувачки проекти, трудови и така натаму. Така се согласувам и за делот од практичната настава дека особено природните науки колку и да имаат обемна теорија, еве конкретно медицинска физика или која било насока на природно-математичкиот факултет, мора да биде подкрепена со лабораториски вежби, со практична настава за да може да се направи на крајот една целина за секој студент да излезе како и академски, и професионално, и стручно, и практични вештини да биде усовршен и да биде една вкупна целина. Иларија, мене баш кога се договаравме нели за емисијата и кога размислував за тоа што мене прв гостин си ми ти од правниот факултет, а јас често на моите гости кои што ми доаѓаат во емисија ги прашувам кој им е најинтересен предмет кој им оставил најголем впечаток, па ете сакам и тебе те прашам кој предмет или кои предмети ако има повеќе ти оставија најголем впечаток досега во студиите. Омилените предмети често зависат и од професорот. Так. Затоа што нели на кој начин ќе се пристапи, ќе се предаде таа материја. Јас си ги сакам да речам политичките теории, политичката филозофија и така натаму. И професорите кои што ги предаваат тие предмети се навистина избундрени, значи држат предавање по 4,5-5 часа и како да си пуштил подкаст. Така што нели, многу е, барем мене ми е интересно. И дополнително, ќе се надоврзам на оно што го спомна Адам, во однос на практичната настава. Најчесто се перцепира дека направен или на оние факултети кои што се, да речам, се учи теорија повеќе, нема пипливи работи,
дека праксата се занемарува, ајде правниците за да полагаат правосуден одат на некаква пракса. Меѓутоа за политички науки, за новинарство, за односи со јавност не се практикува, да речам. Меѓутоа е многу важно и мислам дека и многу малку знаат дека на студиите по новинарство, например, се практикува практична работа, иако не е задолжителна. Еден пример е ова студио каде што снимаме денес. Значи, студентите по новинарство имаат можност да дојдат во вистински допир со камера, со монтажа, со водење на емисија, пишување на емисија, може, не знам, временска прогноза, се што нивната креативност посакува да се направи, исто така и студентите по односи со јавност. Додека за политичките науки, а и многу студенти од новинарство односи со јавност се на пракса во медиумите, во поголемите медиуми како Сидел, Канал 5, Телма и така натаму. Имаме и доста студенти кои што одат на пракса во собранието на Република Северна Македонија, преку програма од организации, покрај на стандардна пракса на адвокатска канцеларија или нешто слично. Така што, иако е теорија, практичната работа, иако не е пиплива, е многу важна да се практикува, па дури јас би рекла и да се воведе како задолжително на сите смерови, без разлика каде. Така. Сега еве Иларија ја прашав за низиниот омилен пример што најмногу оставило впечаток, тука Адам за практичната настава ни се надоврза. Александра, кажи ми ти мене, пошто мислам дека знам, ама ќе те прашам, кој е најтешкиот предмет според тебе на стоматолошки факултет или конкретно тебе што ти бил најтежок? Мене конкретно најтежок предмет уште кога се запишав, дури од моите средни училишни денови, па и кога се запишав во прва година, беше анатомија. Ние имаме две анатомии, во едната анатомија се изучува телото, додека во втората се изучува главата. Морам да признам, таа материја е стварно обемна, си бара труд, си бара посветеност. За јас едноставно да го совладам тој материјал, прво мораше да ја прочитам еднаш книгата, втор пат да видам каде се тие детали што треба да се научат и од третиот пат веќе да почнам да го учам материјалот. И туку ствари студентиве се обесхрабруваат и се откажуваат. Токму тогаш треба да се обидат да ја совладат материјата, пошто сепак треба да се положи тоа и да се помине. Ја долго време си бев скаран малце со таа анатомија, но пројде и тоа. Сега се смиривте битно. Се смирив. Потоа наред се патологиите, што мене исто така ми беа доста тешки. Значи, едната се слуша зимскиот семестар, другата летен. Си бара посветеност, си бара учење. Многу од колегите ги плаши тоа што имаат, пример, кај анатомија по поише полагања, поише колоквиуми, поише устни испити. Морам да признам дека стварно доста полагање се, но сето тоа се поминува на крај. Така, се согласувам, да, затоа што како што и на почетокот напоминав, имаме ние слични предмети, некои од предметите ни се институтски, се слични по потоа и клиничките, и кај нас студентите на голем предизвик анатомија, патологија и тие пообемните предмети и апсолутно те разбирам за се тоа што кажи, дека си бил скаран со анатомија и за патологија дека е обемна, но мислам дека со текот на времето и со студиите како си течат, се адаптира самиот студент и на предметите, и на големиот материјал, и на тежината, така да не биде тоа дека ги плашиме идните матуранти да се запишаат, нека запишаат, ке се навикнат. Да. Така, еве сега веќе кога се движиме конкретно емисијата, јас сакам, Адам, да ни кажеш ти какви можности за кариера се отвараат за студентите по завршување на природно-математичкиот факултет и доколку би можела накратко да ни го представиш самиот факултет за идните генерации кои што сакаат да се запишаат. Да. Значи, како што претходно напоменавме, самиот факултет се нуди еден широк спектар, дополнително сме така еден хетерогена институција, бидејќи сме составени од неколку институти и дополнително имаме сеизмолошка обсерваторија, имаме ботаничка градина како составен дел од факултетот.
Покрај сите оние кои што се доста важни насоки и за државата и за образованието во оваа држава, тоа се наставните програми на скоро сите институти, односно на физика, математика, хемија, биологија, географија. Единствено на етнологија, антропологија нема наставна насока, бидејќи тоа не е предмет во училишно образование. Освен тие, моментално треба да се даде апел за наставните насоки, бидејќи тие се дефицитарни, а нормално дека наставници нас ни требаат во оваа држава и мора тие предмети да се изучуваат, тие се основа. Исто така тие студенти кои ќе се запишат уште од прва година имаат можност за стипендија и многу брзо можат да најдат работа. Оние кои се моментално запишани, многу често уште пред дипломирање ги бараат да се работат дали во основно, дали во средно училиште. Понатаму се дефицитарните кадри и морам тука во овој дел да напоменам дека бидејќи често постои така низ дека факултетот е од мал број на луѓе, од мал број на студенти, меѓутоа моментално ние сме 1300 студенти. Тоа што некогаш се промовирала некоја насока дека има мал број на студенти, не значи дека целокупно се мал број. Дефицитарните, например, како мојата насока, се ставаат на акцент бидејќи се важни дали за општеството, дали за здравството, дали за индустријата, технологијата и така натаму. Физика, хемија и математика се сметаат за дефицитарни и затоа уште од втора година од Министерството за образование и наука се добиваат повисоки стипендии како стимулација и мотивација за да се изучуваат. Понатаму да ги спомнам и биологија и географија, исто така етнологија и антропологија. Сите институти, кажав дека имаат наставни насоки, имаат применети насоки, има и други интересни насоки, на мојот институт, медицинска физика, астрофизика, геофизика, кој што така е многу битна. Дел од тие колеги кои завршуваат можат да работат и во сеизмолошката обсерваторија, која што е единствена институција во Македонија овластена за сеизмолошка анализа, односно едноставно кажано за земјотресите. Да ги анализира, да ги следи во нашата држава. Понатаму на математика, наставна теориска применета, тука доста интересна насока е актуарска и финансиска математика на која што се запишуваат. На биологија доста интересен смер на кој што имам доста студенти, молекуларна биологија и генетика, изучуваат некогаш нешто со вас сродни предмети, со медицината. Биохемија, аналитичка биохемија и применета хемија на Институт за хемија. Понатаму имаме и туризам на географија, геоекологија, има екологија на биологија, институтот, менаџмент и културно наследство, кој што исто така интересна насока на Институтот за етнологија. Така што навистина еден доста широк спектар и дури да се одбере, например, мојата насока, понатаму зависи тебе што ќе те интересира, ти како ќе се насочиш и според студиската програма, и според изборните предмети, нормално и можностите и условите кои ти се нудат во моментот и можеш да работиш во многу различни сфери, бидејќи тука градиш една основа која што ја нема на другите факултети, која што понатаму ти можеш да ја надоградуваш многу побрзо и многу полесно. Така. Сега дури те слушав, буквално, дури ги кажуваше самите насоки. Навистина сум изненаден, дури за некои насоки не знаев дека навистина се на природно-математичкиот факултет и баш ме радува за тоа и нека биде еведен апел, затоа што и како и ти избореше, буквално една индивидуа која сака природни науки може токму кај што сака да биде на природно-математички факултет, затоа што има навистина широка палета на насоки на студиски програми. Иларија, ти не доближи повеќе до самиот правен факултет, ни напомена за практичната настава и сакам да те прашам реално колку студентите по политички науки им помагаат, студиите фактички по политички науки им помагаат на младите подобро да ги разберат политичките процеси и општеството и дали навистина излегува спремен кадар од кога ќе ги заврши овие студии? Дали излегува спремен кадар? Би рекла да, затоа што сега има и нова програма
по која што се изучуваат предмети кои што не се изучувале претходно, како академско пишување, истражувачки методи и слично, кои што се многу важни предмети за типо натака кога ќе излезеш како политолог, да можеш да, нели, пред се работата е, да речем, истражувачка. Меѓутоа, нели, зависи кој каде ќе се насочи. Програмите се адаптирани според светски програми се правени, така што во тој случај нема дилема. Колку им помага, за жал се многу малку студенти. Годишно се запишуваат околу 10 на македонски и предност е што има програми на англиски јазик. Целосно се изучува на англиски јазик, вклучително, нели, предавањата, литературата, испитите па натака. Зависи, нели, кој каде сака да се вклучи, често со политички науки продолжуваат кон меѓународни односи, дипломатија, па програмата на англиски јазик би била, нели, како предност за таа насока. Во однос на другите насоки, сите студии се 3 годишни. Така што првите 3 години е општо кон струката, потоа правни студии се насочуваат на мастер студии 2 годишни, каде што, нели, секој според својата желба, својата љубов, да кажам, дали е тоа административно право, уставно право, меѓународно право, деловно право и така натаму, има, нели, многу гранки. Дали им помага? Секако им помага и искрено и не е убаво што имаме толку малку студенти на политички, па дури и на правни науки, за разлика од времето кој што го паметат нашите родители, да речам, каде што на правен се запишувале по 1000 и кусур студенти. Сега таа бројка е значително намалена, но се враќа во тренд, бидејќи не знам дали општеството можеби почувствува недостиг на некој кој што навистина знае како тоа треба да се организира. Кога ги спомнав интересните предмети, спомнав и политички теории, и политичка филозофија и слично, меѓутоа и работите, не знам, студентите по новинарство учат како се говори, како се прави маркетинг кампања буквално, значи сите тие работи кои што можеби се перцепираат како треба да те бива за ова. Да, треба да те бива, ама тоа се учи. Како постои, нели, за разлика од, нели, правниот дел си се правниците, другите работи секако мора да постојат предмети за тоа. На политичарите не се таму затоа што само ги бива, туку затоа што, нели, имаат некое знаење во однос, пример, на комуникација, на постапување, многу прочитале за многу мислители, филозофи кои што кажале како треба нештото да постои за денеска, нели, да постоиме. Така што има многу аспекти. Да, сега дури те слушав, да бев средношколец, дефинитивно ќе се запишев на правен. Не може да гледам што сакам, затоа што некако баш сеопфатно, нели, го срочи тоа толку убаво, така да аз мислам доколку нашите идни студенти тоа го гледаат, а и како што спомнати, бидејќи се помалку и помалку студенти се запишуваат на правен, нека биде еден апел доколку ги интересира правото, новинарството, политиката, можат слободно да го изберат правниот факултет, тоа е дефинитивно сигурна станица за нив. Апсолутно, или било што и да ги интересира, пример, дури ако се на ПМФ, можат подоцна да специализираат во некој дел на правото. Или доколку биле направен, можат да специализираат во некој дел па да работат како правник во некој од тие сектори. Така што нуди и самиот факултет лесно поврзување со другите сфери и гранки. Дефинитивно ќе се сложам затоа што знаеш како велат, доктор ќе работи на клиника, стоматолог ќе работи во ординација или стоматолошка клиника, а правник сегде наоѓа примена, така да секаде мора да има правник, така што еве и Адам и Ларија некако нели ни го представија факултетот, своите факултети фактички, природно-математичкиот и правниот. Александар, ти како би го представил стоматолошкиот факултет, еве за идните генерации, што би оставил и што би порачал за крај? Што би можел да кажам за идните наши студенти, колеги и колешки, е тоа што самиот наш факултет се сведува на некој 20% теоретско знаење и другото е све
практично. Значи, самиот наш факултет, морам да признам дека стварно обавува работа со пациенти. Имаме ментори, надлежни професори, доктори исто на нашите клиники. Нашата пракса обично се изведува во јавна здравствена установа Клинички центар Свети Пантелеймон и јавната здравствена установа Клиниката за максилофацијална хирургија. Тука ги држиме вежбите. Многу од колегите имаат некој почетен страв, нели првата средба однос доктор-пациент. Ја би ги охрабрил малце да се свртат кон тоа, да пробаат да направат нешто без да се плашат. Друго, самите вежби се интерактивни. Пример, мене лично баш ми интересно, секогаш сакам нешто практично да пробам да направам, пошто сепак утре ден јас после со таа диплома нели можам да отворам и моја собствена ординација каде што јас самиот ќе бидам одговорен за повеќето работи. Самиот факултет ни нуди, имаме 3 годишни стручни студии за стручен завен техничар, каде што таа програма изнесува околу 180 кредити. Исто така 3 годишни стручни студии за стоматолошки сестри, односно орални хигиенолози. И тие студии каде што јас студирам, односно 6 годишни, порано беа 5 годишни, ама ги направија 6 годишни, со тоа што воведува еден семестар со по 4 предмети и нареден семестар, односно летен, каде што имаме пракса, односно клинички стаж, што би рекол. Самиот факултет не го возможува тоа, наместо ние да бараме посебно после по приватни ординации. Тука исто така имаме едногодишни магистарски студии, имаме исто така, односно студии од втор циклус и студии од трет циклус, односно докторски студии. Исто така факултетот нуди специализации, како што пример имаме орална хирургија, детска стоматологија и превентивна стоматологија, ендодонција, максилофацијална хирургија, каде што таа изнесува 6 години, доколку некој е толку амбициозен да студира 12 години, така да тоа е тоа што ви го издвојам. Немој да ги плашиш. Јас се надевам дека идните матуранти би слушнале вас и би биле како мотивација за понатаму за да се запишат и да го одберат правиот факултет. Па така и студентски пулс, нели наредните епизоди ќе се труди да ги представува факултетите, да бидат запознаени, да ја слушнат реалната слика од факултетите кои што ја кажуваат најчесто студентите. Затоа што најреален секогаш е студентот, тој кажува какви студентски денови поминува на самиот факултет, какви се студиите и каков е факултетот, така да и во наредните епизоди ќе имаме можност да слушнеме и други некои факултети. Дечки, јас искрено ви благодарам многу што бевте денеска мои гости. Јас се надевам дека имавме една интересна дискусија, затоа што фативме од стоматологија па до политика, право и до природни науки. Така да ми беше чест, ви благодарам што бевте мои гости и јас искрено се надевам дека ќе се видиме во некоја следна емисија или пак можеби некаде заедно да гостуваме во некоја понатаму некоја емисија како академски професионалци. Фала ви многу. И благодариме за поканата и се надевам дека ова ќе послужи како мотивација за средношколците, матуранти да го изберат навистина на што го сакаат, а можеби ничеле. Така. Се согласувам, Иларија, со тебе. Ви благодарам уште еднаш. Драги студенти, драги наши гледачи, ова беше 9-та епизода од емисијата Студентски пулс. За крај јас би ги поздравил нашите пријатели и поддржувачи, тоа се Red Bull Македонија, кои што секогаш се тука за студентите и за младите, кога најмногу им е потребно, тоа е најчесто во испитни сесии, за време на предавања, затоа што добро ги знаеме нивните производи, како што се самите енергетски напитоци. Јас ви оставам во добро здравје и се гледаме во наредната епизода.